Мартина Димитриевска со незината масана тема Рајска убавина е севкупен победник на вчера одржаната манифестација Републичка вешта жена за Тетово за 2019 година. Таа ќе го представува градот на Републичката вешта жена, која ќе се одржи на 10-11 мај во Лешок. Јас сум Мартина Димитриевска. Прв пат се надпреварувам на ваква манифестација и што ми е исклучително многу мило. Кривец за тоа затоа што сум јас овдека е мојата мајка, од која што се земам инспирација и ми помага многу. На вешта жена за град Тетово своите трпези со голема умешност ги подготвија вкупно 6 надпреварувачки. Неколку од нив веќе се надпреварувале на вешта жена, а за прв пат учествуваа и 3 ученички од средното училиште Моша Пијаде. Јас сум Маријана Павловски, доаѓам од Гостивар, но учам во Тетово, во средното училиште Моша Пијаде. Прв пат се надпреварувам во вешта жена. Многу убаво дружење, многу убаво, благодарење и на мојата менторка Кристина, Жана, Габриела и поздрав голем до професорката што ми овозможи, Сузана, да бидам тука и до мојата класна Наташа. Значи, јас сум Фанија Кимовска. Годинава втор пат се надпреварувам на оваа манифестација. Минатата година бев прв пат и ми беше малку и чудно и така. Годинава веќе сме понавежбани, да кажам. Меѓутоа, морам да ја поздравам манифестацијата, бидејќи на вистина ги собира жените од градот, ги собира сите жени од Република Македонија и за нас е една многу значајна манифестација. Инаку годинава се такмичам со тортата Вешта жена. Поточно сите ние жените во Македонија сме вешти жени на некој начин и сите работиме по повеќе работи во исто време и по повод 8 март би сакала, значи тортата и масата е посветена баш на сите жени во Македонија. Емануела Бојанова доби прво место за декорација на десерт. Мартина Димитриевска покрај титулата Вешта жена доби и прво место за општ печаток. Зорица Марковска прво место за вкус на главно јадење. Фанија Кимовска прво место за декорација на главно јадење. Памела Маџовска прво место за декорација на десерт и Аријана Павловска прво место за сервирање. Манифестацијата со свој настап ја отворија ученици од основното училиште Гоце Делчев од Тетово, пошто на присутните им се обрати градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, која истакна дека жените се посебни, бидејќи тие можат да постигнат се. Најпрво нормално ми причинува особена чест и задоволство да сум во ова толку прекрасно вешто друштво како што се жените најпрво на Тетово, но и жените од целата наша убава држава Македонија. Добре дојдовте за тие што се надвор од Тетово и уште еднаш нормално ми причинува особена чест и задоволство. Сакам особено да се заблагодарам и на идеаторот и на мојата пријателка Жане, која пред многу години ја почна иницијативата Вешта жена. Јас можам само да ја цитирам, дека доколку Скопје е главниот град на нашата држава, Тетово е главен град на Вештата жена. И затоа мојата почит е многу голема. Што е тоа што жените ги прави вешти, ги прави посебни, ги прави тоа што се? Тоа што ги прави посебни е фактот дека можат цело време да постигнат се. У исто време да бидат мајки и да гледат деца, у исто време да спремаат ова убавина пред нас, у исто време да водат некогаш нелесни процеси и у исто време да бидат елегантни и убави како што сте сите вие вечерва тука.
На вчерашниот избор на вешта жена традиционално беа доделени благодарници за заслуги и посебен придонес за работата на Сдруженијето. Налинче Николовска, доктор Роза Филиповиќ, Сонја Трифуновска, додека Габриела Димовска доби благодарница за 20 годишното учество на манифестацијата. На оваа манифестација учествуваат припаднички на понежниот пол од сите возрасти, без разлика на различностите, вели основачот на Сдруженијето Вешта жена Снежана Стојановска. Голема благодарност до телевизијата која редовно не следи како медиумски покровител. Преку камерите сите оние што не се присутни можат да го видат амбиентот и се она што подготвиле 6 надпреварувачки. Вечерва во ресторанот Арена имаме од 8, 18 години, 28 години, 38 години, 48, 58, 68, 78, дури и 84 годишни жени. Ова е примерот дека љубовта меѓу луѓето мора да постои без разлика на возрастите и на различностите. Вечерва очекувам дека ова ќе биде најубавата прослава на која што ќе се избере вештата жена, но сепак голема благодарност до Средното земјоделско училиште, посебно до професорката Сузана и директорот на училиштето, што ни овозможија да ни се оствари една од најголемите желби – едукација на младите во делот на семејството. Ова е токму едукација во делот на семејството, затоа што сите идни мајки би требало да знаат повеќе од едно јајце да испржат. Но, ова беше пример дека менторката Кристина Димовска, заедно со Габриела Димовска, направија да тие се чувствуваат како победнички сите затоа што научија многу повеќе работи и ово што го гледате сами го изработиле учесничките. Традиционално покрај надпреварувачкиот дел, Вешта жена е настан замислен за склучување пријателства и дружба меѓу жените. И овој пат за добрата забава се погрижи Маестро Бенд со музика во живо.